Добро утро. Добро утро. А што носи светската сцена доноиш во време на пандемија од корона? Па, едно од информациите дека бројката на инфицирани во светот ја надмина бројката од 2 милиони, излекувани 480.000, починати 126.000 лица, ова зборувам на ниво на свет и како резултат на пандемијата, односно светската епидемија. Најмногу има во САД 604.000 инфицирани, од кои починале 25.000, а само вчера 1555 заболени и починати има и во Шпанија, Франција, Германија, Велика Британија. Она што е на некој начин ново е дека во Шведска се регистрирани околу 1000, иако земјата беше фалена на сите медиуми дека ги игнорира оние светски препораки за воведување во редна состојба, сепак се покажа дека и Шведска на некој начин сгреши со своите мерки, таа и натаму ги повикува граѓаните да имаат некој социјално дистанцирање, но се уште не се затворени локалите, кафетериите и останатиот дел од културно-забавниот живот. Но она што како вест би го рекол денеска е дека во услови кога Соединетите Американски држави вчера се соочија со најголема бројка на починати од почетокот на пандемијата, Трамп во свој стил го укинува финансирањето на Светската здравствена организација, нешто што се закани пред неколку дена, со образложение дека СЗО ги промовира кинеските дезинформации и невистини. Планот на Соединетите Американски држави е во моментов да го прекинат уплаќањето на својот удел во буџетот на Светската здравствена организација и да проценат колкава е улогата на организацијата во лошото управување и криењето на податоци за ширењето на коронавирусот. Особено што Трамп и Соединетите Американски држави, но пред се председател Доналд Трамп ги обвинува СЗО дека заедно со Кина ненавремено, неточно и невистинито информирале за тоа како, кога и од каде почнало да се шири коронавирусот, односно вирусот COVID-19. Аналитичарите пак сметаат дека Трамп свесен дека ќе се бара одговорност за неговото лошо справување со пандемијата и големата бројка на починати, ќе мора да биде повикан на одговорност, па оттаму се обидува вината да ја префрлена Светската здравствена организација и ќе потсетам дека откако почна пандемијата од еден висок рейтинг кој го имаше Доналд Трамп во пресрет на тие председателски избори на 3 ноември годинава, сега се соочува со пад на рейтингот, бидејќи луѓето исплашени, немаат доверба во неговото управување со кризата. Во секој случај Трамп во негов стил се обидува да ја подигне економијата, најавува за четврток состанок со сите 50 гувернери на сојузните држави на САД, во опит да ги види можностите и најавува дека ќе се обиде да ја рестартира постепено американската економија кон крајот на април. Идентични најави има и Европската комисија, која се обидува да ги разгледа опциите за ублажување на рестриктивните мерки во Европа, постепено, фазно укинување на мерките во период од 1 месец. Прво ќе се предложи ублажување на рестрикциите внатре меѓу земјите членки, а потоа ќе се прошири и однадвор. Така барем најавуваат, но баровите, рестораните, културните установи ќе се отворат постепено, а забрана за масовно собирање, како што се фестивалите, ќе биде укината подоцна, е најавата од Европската комисија, која денеска ќе расправа како да се ублажат мерките. Особено што ќе кажам, Европската комисија под притисок на одредени земји членки на Европската унија, како што се Словенија и Австрија, кои веќе најавија дека на своја рака ќе почнат да ги ублажуваат мерките, бидејќи сметаат дека оваа затвореност многу ќе влие врз нивните економии. Да, болеста е опасна, но треба од нешто да се живее, велат овие држави. Она што исто така би го издвоил како денеска дека е многу важно, тоа е оценката на првиот човек на Светската организација Антонио Гутереш, кој обвинува дека светот во моментов се бори со огромен опасна пандемија на дезинформации. Тој ја нарече дезинфодемија и оценува дека штетни здравствени совети, теории на заговор и омраза е сето пласирано на социјалните мрежи, притоа повикувајќи
нели, оние што ги шират да прекинат бидејќи не носат. Добро, луѓето во светот живеат во страв според него и потребно им е да знаат каде да добијат совет. Потребна им е наука, а не надри лекарство, вели Гутереш. Да, ете насловната страница на Коха токму тоа го става како главна тема, тоа е дека теориите на заговор и ширењето од дезинформации сега ќе бидат главната борба. Всушност и како што слушнавме од Борис Камчев и она што го знаеме веќе како информација, ќе се формираат тимови за борба со лажните вести во Македонија како нова членка на НАТО. Андоновиќ, на што се должи, дали е пред се менталитетот во прашање кога Исланд и Данска можеби на време ги имплементираа мерките за заштита од коронавирусот, Шведска продолжи по својот модел, па така Шведска, како што напомена и ти, во наредниот период можеби ќе почне со имплементирање на мерките, нешто што се чини задоцнето, иако е засега непотврдено дали ќе ги преземе таквите рестриктивни мерки, а Данска и Исланд, кои што се во непосредна близина, пак ќе почнат да ги олабавуваат мерките во своите држави, бидејќи таму пак кривата на заразени е во опаѓање. Оно што е многу важно да се знае за овие нордиски држави, првен дека луѓето таму и нивните граѓани се познати по својата самодисциплина и со почитувањето на она што го велат нивните државни институции. Данска и Исланд, како што ги посочи, се држави првен кои имаат помалку граѓани, за разлика од Шведска, дупло се помалку, може би тродупло. Второ, Данска е позната по тоа дека меѓу првите сериозно ја разбра состојбата со коронавирусот и отиде на варијантата да се спречи пандемијата, а не да се лекуваат последиците, односно нели откако ќе заболат голем број на луѓе, да дојдат во состојба да им колабира здравствениот систем. Наспроти тоа Шведска се обиде со еден друг модел. Не знам зошто, според анализите доста контраверзно се велеше повторно тие дезинформации можеби изигра улога дека Шведска незиниот модел е поправилен, дека луѓето треба нели она идеја која ја праве и во Велика Британија, луѓето да стекнат некаков свој имунитет и така да се борат против COVID-19. Очигледно не успеа, очигледно дека според последните информации имаат голема грешка во поставувањето на тактиката во борбата со COVID-19. Од друга страна, само ќе посочам дека според она што го велат медицинските експерти во светот, и Данска и Исланд може би прерано се отвараат, но ќе видиме чија проценка е, дали е таа проценка исправна или не. Она што го направи Шведска се покажува дека не е исправно, она што го направија Соединетите Американски држави се покажа дека е погрешна одлука на американскиот претседател Доналд Трамп, кој тек допрва веројатно ќе се соочува со последици и како претседател и како држава и како велесила, бидејќи со ова несправување со коронавирусот очигледно падна најмоќните држави во светот. Тука ќе ги посочам Соединетите Американски држави, ќе ги посочам Велика Британија, Италија, Франција, Шпанија, сите оние развиени држави кои нас на некој начин овде треба да ни бидат узор и пример како треба да се справуваме, а очигледно се покаже. Јас во една од овие анализи во минатото и зборував дека се покаже дека и балканските држави некако успеаат подобро да се соочат со пандемијата на коронавирусот, ако се земе во предвид дека можеби нашите владеачи елити малку злоупотребувајќи позицијата и воведувајќи некакви мерки кои на моменти наликуваа на кршење на човековите права и слободи, успеа на некој начин, барем за сега, да ја држат епидемијата или пандемијата под некоја контрола. Наспроти тоа, демократскиве држави како Италија, како Шведска, конечно, која зборуваме денеска, покажа дека па премногу демократија може да донесе до нека одредена катастрофа. Она што сега е загрижувачки според мене, најавите на САД да не ја финансираат Светската здравствена организација во услови кога Светската здравствена организација се обидува заедно со сите медицински експерти во светот да ја пронајде таа вакцина и која песимистички звучи денешната изјава Светската здравствена организација неврзано со ова финансирање, дека
вакцината против COVID-19 можна е да биде пронајдена и пуштена во употреба за околу 1 година. Да, нам всушност тоа и ни останува Андоновиќ со оглед на тоа каква ни е кревка економијата, со оглед на тоа што сме се уште, јас би рекол, држава во развој, ние нити можеме да си дозволиме крах на здравствениот систем како што тоа се случи во некој од по-јаките, по-мокините држави во Европа. Дејан Андоновиќ, ти благодарам со оваа анализа, те очекуваме секако и во наредните изданија на Утрински брифинг со нови анализи, нови информации за случувањата во светот.